Во дел од маркетите цените на рафтовите растеле побрзо од оние по кои се набавувале производите, но во последните месеци маржите почнале да се намалуваат, тврди министерот за економија. Контролата на повеќе од 700 производи што ја направи пазарниот инспекторат, споредувајќи ги податоците од мај лани со мај годинава, покажала дека просечните набавни цени пораснале за 2,6%, додека продажните цени се зголемиле за 4,5%. Тоа значи дека дел од растот на малопродажните цени на прехранбените производи и другите производи се зголемува поради бруто профитната маржа кои што одредени трговци ја зголемиле оваа година, односно кога се намалиле набавните цени, они не ги намалиле своите цени. Според Дурмиши, бројките за периодот од март до јуни годинава веќе упатуваат на поинаква состојба. Набавките поскапеле за 2%, додека на рафтовите поскапувањето било само 0,16%. За понеделник сме закажале состанок со производителите и со дистрибутерите за да зборуваме за продажните цени и набавните цени на големите количини. На седницата на Економско-социјалниот совет не се разговарало за владината потрошувачка кошничка. Дурмиши вели дека се уште се чекаат писмени забелешки од членовите на советот, но очекува пресметката да биде готова до крајот на годинава. Од Сојузот на синдикати пак велат дека повторно биле прескокнати најважните прашања за работниците. Долго време чекаме за поголема плата, подобри услови за работа и сето она што го очекуваат македонските работници и граѓани, но некако не беше точка на дневен ред, па дури ниво точка разна, туку повторно бевме оценети од премиерот дека не сме ја разбрали дискусијата и дека ќе биде подобро, а самиот тој кажа дека ако продолжи ваквиот тренд на демографија и имаме се помалку луѓе во државата, за 10 до 15 години ќе се случи катаклизма во Македонија и ќе останеме и без работници, и без плати, и без сето она што го разговараме денес. Ова беше 8-ма седница на Економско-социјалниот совет во мандатот на владава. Мартин Арсов, Сител телевизија.